Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска ќе зборуваме за актуелните проекти кои што се финансираат од страна на Министерството за 2024 година, а тоа е конкурсот дека е во тек, па може и ќе заинтересираме некој да се пријави на истиот. Водители зборуваме о продолжение. Добро утро, добар ден. Добар ден. Официјално, да. Да, веќе Добар ден, да. Министерке, конкурсот на Министерството за култура е во тек за финансирање на проектите за 2024 година. Па ајде да направиме еден вовед кој може да се пријави, кој е начинот на пријавување. Да. Повикот за финансирање на проекти од областа на култура за 2024 година беше објавен, односно отворен на 3 октомври и завршува на 6 ноември точно на Пладне. Во овој повик имаат можност нормално како и тековна програма да се пријават националните установи за своји програма, меѓутоа можат и сите други корисници кои што имаат било какво делување во областа на култура. Она што јас сакам да го напоменам и сакам да го апострофираме дека повикот завршува точно на 6 ноември на Пладне и би сакала да апелирам до сите оние кои што се и досегашни корисници, односно корисници секоја година преку овој јавен повик, кој што се објавува еднаш во годината, чии што резултати ќе ги објавиме некаде на почетокот на наредната година, да побрзаат со аплицирање, да не ги чекаат последните денови, бидејќи тогаш знаеме дека од преголема оптовареност може да има малку побавна обработка на самите патоци, на самите апликации, што не значи дека тие нема да пристигнат во самиот систем или во Министерство за култура, но сепак да не ги чекаме последните денови и токму е тоа она што сакаме и да го нагласиме со сето тоа телеинформирање што го правиме од моментот кога тој повик е отворен. Но овој повик имаат право да аплицираат и правни лица и физички лица, се додека се задржуваме во рамките на делување во областа на култура. Треба ли да имаат искуство претходно да имаат добиено финансиски дополнување финансиски средства од вас или можеби со некој проект прв пат да конкурираат? Тоа е она што го воведовме минатата година. Имало некоја пракса дека секогаш се дава предност на оние што години наназад го користат овој повик, меѓутоа од минатата година, односно и од годината пред тоа, односно мојата претходната министерка вовела дека треба малку да се даде простори на младите уметници, да се даде простори на младите актери, се разбира се додека тој проект е добро елабориран и добро издржан. Не можеме да бараме постојано само искуство, односно оние кои што имаат поголемо искуство да аплицираат и да учествуваат на овој повик, затоа добро е и да ги мотивираме и младите. Ние тоа се обидовме да го направиме во еден ред други незаконски решенија, меѓутоа моравме да почнеме од некаде и тоа го почнавме од овој конкурс, бидејќи еве оваа година веќе втор пат поред го објавивме конкурсот цртен на македонски јазик, каде што имавме плејада од млади автори, од автори кои што досега не користеле средства од Министерство за култура, а морам да кажам дека проектите и крајните резултати кои што ги видовме како резултат на цртен на македонски конкурсот беа навистина прекрасни, задоволувачки, беа уникатни секој на свој начин. Затоа, имајќи го тоа искуство од тој конкурс, комисиите се договорија дека ќе даваат предности на млади актери, на млади автори, на млади уметници, без разлика дали е тоа за во визуелна уметност, дали е тоа за во фолклор, дали е за во музика и музичко-сценска дејност, што значи дека на еден начин сите имаат можност да аплицираат и да користат средства од Министерство за култура за поддршка на проектите кои што ги имаат планирано. Она што, како и секоја година, се дава предност на креативност, на иновативност, на уникатни идеи, меѓутоа морам да кажам... прашам, дали нешто се издвојува со оглед на тоа дека секоја година, како да се следат трендови. Да. Може би да, и во областа на културата имаме трендови, но некој го споменавте фолклорот, но некои традиционални вредности, доколку се негуваат, дали тие може би го имаат приматот. Се разбира. Да, тоа сакав и да кажам. Секоја година даваме предност и се давало и предност, морам да признам, на иновативност, на уникатни идеи, на нови идеи, меѓутоа традицијата, културата, нашиот јазик, идентитетот и она што нас ни представува национална гордост и тоа како има предност и тоа како се финансира, можам да кажам, дури некогаш и во целост од Министерство за култура. Тоа не е обврска само на националните установи,
кои што се занимаваат со таа дејност, каде што јас на пример морам да го споменам Националната установа Танец, Националната установа Ансамбл на албански орајтанци, и Линденски денови кои што под покровителство, односно кои што го организира Центар за култура во Битола, разните фестивалот Рута кој што го организира Драмски театар, фестивалот Скомрахи кој што всушност и вечерва има свое отварање во Драмски театар, што значи дека се обидуваме, односно комисиите секоја година обрнуваат внимание на креативност, на уникатност, на нови идеи, на млади автори, меѓутоа традиционалните вредности, тоа како и националните интереси се застапени подеднакво во финансирањето на проекти од областта на култура. Кога е во прашање финансирањето, речи си години наназад, секоја година по завршување на конкурсот има забелешки. Да. Кој ја добил поддршката, ќе апострофираме на поддршка, затоа што тоа сепак не е целосно финансирање. Зошто е така? Велат кој губи има право да се лути, но зошто секоја година е така? Да. Јас разбирам дека, и мислам дека тоа го разбира сите министри пред мене, дека буџетот на Министерство за култура никогаш не е доволен и секоја година се стремиме да одиме кон поголем буџет, меѓутоа еве во последните неколку години имавме неколку видови на кризи кои што не спречија, да кажам, да го постигнеме тоа ниво на секоја година повисок буџет. Јас се надевам дека буџетот во 2024 година ќе биде повисок од тој што го имавме оваа година. Затоа што навистина, еве така да кажам, Министерство за култура сервисира околу 70 национални установи, меѓутоа во просек имаме меѓу 3000-3500 корисници на проекти, односно како други корисници кои што се јавуваат на овој повик, што значи дека побарувачката е навистина голема. И секогаш се трудиме да бидат застапени сите, меѓутоа овој конкурс е еден вид на поддршка на проектите. Не значи дека тоа треба да биде 100% финансирање. Ова е еден вид на поддршка и јас разбирам дека секогаш секој корисник смета дека треба да добие повеќе. И јас секогаш што го кажувам, колку да звучи досадно административно, дека секој има право на жалба. Затоа што комисиите кои што одлучуваат по овие конкурси секоја година се менуваат. Токму заради тоа да нема субјективност, да нема судирни интереси, да нема влијање врз тие резултати. И токму затоа тие комисии се објавуваат тек после завршување на самиот конкурс, за да го зачуваме тој момент на самостојно одлучување. Кога ги бираме комисиите, односно членовите на комисиите потпишуваат изјава за дискретност, изјава за немање на судирни интереси, што значи дека доколку нив некој ги побара да бидат членови во некој проект, тие не смеат да членуваат. Велите ги исполнуваат условите за да бидат тие конкретно тие што одлучуваат. Да. Со оглед на тоа дека ова ни беше поводот за гостувањето, ќе ви искористам и за други теми да ве прашам. Неодамна го посетивте Обединетото кралство, па имаме одлична соработка, може да споделите со какви импресии се враќате? Она што мене ми остави најголем впечаток е тоа што после долги години на UCL коледжот во Лондон повторно се изучува македонскиот јазик. Во еден формат кој што засега е соодветен за слушателите кои што ги имаме таму. И ние искористивме оваа посета, односно јас искористив оваа посета не само да разговарам со директорот на коледжот, да можеме овој курс да премине да го напредиме во својот статус, односно дали тоа ќе биде како задолжителен предмет, како изборен предмет во еден од групите на студентите кои што студираат на тој коледж. Им дониравме и книги и мене ми е навистина драго кога дознав дека професорката Зафировска има 3 групи на трите нивоа и кога ни кажа дека тоа не се само луѓе кои што живеат таму, кои што имаат потекло од Македонија и кои што сакаат да учат македонскиот јазик, туку тоа се некогаш и поранешни дипломати кои што имаат навистина многу голема желба да го зачуваат македонскиот јазик. Поводот за посетата беше воспоставување 30 години дипломатски односи со Обединетото кралство. Тоа го кронисавме со еден прекрасен концерт на Дино и Мери, но фактот дека таму имаме високообразовна институција која што нуди часови по македонски јазик и кој што навистина во соработка со нас и тоа како сакаат тоа да го зачуваат, мене ми беше особено драго, бидејќи јас мислев дека тоа е нешто што ни е пракса на поблиските универзитети, како што е, например, во универзитетот во Корча и во Тирана, каде што веќе преминавме од еден статус на бесплатни курсеви по македонски јазик на задолжителен курс по македонски јазик, како задолжителен предмет за студентите кои што студираат таму. И се надевам дека и со понатамошна соработка преку македонската култура,
кој што навистина ни еден прекрасен амбасадор во, морам да признавам, во Лондон, ќе успееме да го напредиме и статусот на тој курс. На 10 ноември во рамките на еден женски филмски фестивал ќе се прикажува Медена земја, а на 29 ноември ќе има прикажување на филмот Кајмак со Q&A сесија, каде што преку линк ќе се вклучи и самиот Милчо Манчевски. Таму ќе бидат присутни и нашите вработени во амбасадата во Лондон, што значи дека веќе имавме, кога бев јас таму, веќе имавме податок дека се е пополнено, сите места се пополнети и распродадени за овие два настани, што мене само ми кажува дека културата навистина некогаш знае да биде многу голем амбасадор и вреди да ги негуваме тие врски. Морам да издвоам и средбата со нашите студенти таму, каде што ги има многу на број? Кој што ги има многу на број, само на универзитетот во Манчестер имаме околу 30 студенти. Децата, односно учениците со кои што јас се сретнав, мене како не само како министерка, како професор, како личност, како мајка ми дадоа многу голема надеж дека она што владата вложува во нашите млади умови таму, како студенти на 100 најдобри универзитети, кога тие ќе се вратат во нашата држава, навистина имаме многу голема иднина, многу солидна иднина. Стискаме палци да биде тоа така, оти многу солидна иднина. тоа Јас бев воодушевена од нивниот начин на размислување. Се сретнав со студенти кои што се на Чивнинг програмата и со студенти кои што се студенти преку Министерство за образование и наука, кои што имаат право да студираат на 100 најдобри универзитети. И секој им чести нив, меѓутоа браво и за Министерство за образование и наука што ја одржува таа стипендија и што навистина тие студенти после ќе се вратат и ќе бидат дел од оваа администрација, оваа држава, и од овој систем. Одлично е тоа како се представуваме надвор и каква слика оддаваме, како ја представуваме нашата култура. Но мора да бидеме, се разбира, и свесни, дека треба да се покажеме и на домашен терен, нели, за тие кои што ќе дојдат. Сега мораме тоа да го сториме до 2028-то, ја добивме титулата Европска престолнина на културата. Се чини дека една титула толку престижна, која што е многу голема обврска, но и многу значајна за нас, ќе успееме ли со оглед на тоа дека многу чинители се вклучени да ги оправдаме овие признанија до 2028. Јас исто да го кажав кога беше и самото прогласување во Брисел за Европска престолнина на култура, дека е навистина многу престижна титула, меѓутоа е титула која што бара многу голема работа и посветеност, не само до 2028, туку и понатаму. Бидејќи 2028 само ќе биде почетната година каде што ние ќе се покажеме што знаеме и што можеме да направиме, а знам дека имаме многу што да се покажеме и со многу што да се пофалиме. Меѓутоа, се она што ќе следи после таа 2028 ќе биде уште понатаму предмет на наблюдување од страна на комисијата која што ни ја додели таа титула. Носител на Европска престолнина на култура е град Скопје, односно преку Универзална сала. Универзална сала е апликантот всушност на овој проект. И Министерство за култура и владата на Република Северна Македонија тука се јавија само како поддржувачи, со цела наша инфраструктура, со цел културен кадар, со сите културни работници кои што можеме да ги мотивираме и да ги поттикнеме да придонесат во развојот на овој проект. Веќе апликацијата која што беше поднесена во 2018 година, всушност беше таа апликација која што се обработи, се одбрани, така да кажам, по лаички во Брисел, меѓутоа сега следува еден друг процес на административно организирање така натаму, кое што треба да го започне, да го администрира град Скопје. Па добро, најтешкиот дел сега. Ние сме само партнери поддржувачи. Сега најтешкиот дел всушност следи. Министерке, со оглед на тоа дека станува збор за административни кои што ги имате, може ли пречки да ги наречеме некој начин, сегашни, за да успеете во реализација на проектите. За да успеете во реализација на проектите, влеговте во еден дуел со градот Скопје, ги земавте. Ингеренциите на универзалната го немате тоа на хартија. Сега, дали ќе има потреба и за да ги оправдате очекувањата до 2028 и да ја оправдате во суштина оваа доверба која што е дадена, повторно да ги земете ингеренциите, ама овој пат да го направите побрзо за да успееме. Најпрво тука морам да поправам една можеби тоа е погрешно јавно мислење дека веќе Министерство за култура ги има превземено ингеренциите.